Добар ден, драги ученици, јас сум професор Стефан Видеска при Средното општинско училиште Гимназија Мирчацев Прилеп. Овој пат предаваме македонски јазик и литература за втора година. Конкретната тема е развој на македонскиот јазик, а наставната единица е македонскиот јазик како балкански јазик. За да одиме на ова наставна единица, ние треба да се потсетиме на нешто што сме го учеле претходно, односно материјалот што сте го сработиле во прва година по македонски јазик и литература. Тоа е кои беа тријазичниците и кои беа нивните барања. Тријазичниците беа народите кои што сметаа дека Библијата или Светото писмо треба да остане преведено само на нивните јазици, односно старогрчки, латински и еврејски јазик, и нивните барања беа да не се создава нов јазик, односно да се употребува само конкретните јазици, бидејќи ги смета истите за свети. Но нивните планови ги растурија или ги пореметија светите браќа Кирил и Методи со формирањето на старословенското писмо. Токму со формирањето на ова писмо тие создадоа една нова ера за словените и нова ера за целиот свет, односно осамостојување и создавање на едно ново, конкретно и темелно писмо за еден народ. Тоа е глаголицата. Глаголицата го опсипува старословенскиот период и почнува со превод на старословенските книги. Одиме на новата наставна единица, односно македонскиот јазик како балкански јазик. Јазиците што се зборуваат во непосредна близина. Нормално дека јазиците кои што граничат меѓу себе ќе имаат непосредна близина и ќе имаат значајни примеси, односно карактеристики кои што ќе се совпаѓаат меѓу нив. Македонскиот јазик и јазиците во неговата непосредна близина, тоа се албанскиот, грчкиот, српскиот, бугарскиот јазик, кои што нормално действуваат врз македонскиот јазик, и македонскиот јазик има нивни примеси заедно врз себе. Различни подгрупи на индоевропското јазично семејство. Ете тука е таа големината на јазиците, односно совпаѓањето и поврзувањето на јазиците во едно големо јазично семејство, бидејќи тоа јазично семејство има некои заеднички карактеристики. Не може би ќе знае колку, не може би ќе знае колкави, истите не се забележуваат премногу, но сепак се карактеристични за ова јазично семејство. Во балканските јазици големо влијание оставил турскиот јазик, бидејќи на овие простори османлиите владееле долг период и нормално нивниот јазик да остави примеси кои што ќе се употребуваат па се до ден денес. Совпаѓања меѓу балканските јазици забележуваме во дијалектите. Тоа ни кажува дека конкретните стандардни јазици се искристализирани и при тоа немаме примеси од другите балкански јазици, но дека во дијалектите ги слушаме тие совпаѓања. Совпаѓањата меѓу балканските јазици уште ги нарекуваме балканизми. Некарактеристичните балканизми се под еден аналитичкиот начин на изразување падежни односи. Тоа во македонскиот јазик го правиме со предлог плюс општеименска форма, бидејќи падежите сме ги отстранили тоа одамна. Тука е примерот за човекот. Членските наставки ви се наставки со кои определуваме именката или некои именски зборови. Тие беа отофон, тавана, товоно, тевене. Овде ни е даден пример. Човекот, човеков, човекон. От, ов, он се членските наставки. Одвојување на предметот имаме определување на именските зборови во реченицата. Примерот што е даден: Јована ми побара книга мене. Тука гледаме дека ни е одвоен предметот. Понатаму, како четврт некарактеристичен балканизам е употребата на да конструкција која што е замена за стариот инфинитив. Стариот инфинитив, односно инфинитивот во старословенскиот јазик, се употребува со нелична глаголска форма, а додека во македонскиот јазик е заменет со да конструкција и глаголска именка. Примерот за да конструкцијата е треба да се знае, додека за глаголската именка е треба знаење.
Понатаму, како под 5, го имаме образување идно време со форми изведени од глаголот сака. Значи, kindness. Идно време се образува со частичката ке. Оваа форма е изведена од глаголот сака. Пример, ке дојдеш. Глаголска конструкција сум, имам, плюс глаголска придавка. Ова е честа глаголска конструкција во балканските јазици и се среќава во сите балкански јазици, освен бугарскиот. Во македонскиот јазик истата создава сложен глаголски систем со повеќе глаголски времиња, кои што вие ќе треба добро да ги научите. Тука е даден конкретниот пример. Сум дојден, сум плюс глаголска придавка и имам дојдено. Имам плюс глаголска придавка. Образување, компаратив и суперлатив кај придавките. Значи, најпрво ние имаме една форма од позитив, односно основната форма на придавката, тоа е примерот добар, потоа компаратив, споредување подобар и суперлатив најдобар. Во старословенскиот јазик имаме посебни форми за искажување компаратив. Во македонскиот јазик најголема застапеност на балканизмите имаме во западното македонско наречје. При тоа, македонскиот јазик и балканските јазици имаат обемна заедничка лексика, односно сличен фонд на зборови. При тоа лексиката во македонскиот јазик се потпира и на турскиот јазик и на балканските јазици. Доволно беше од мене, ова е активно за вас. Значи, побарај текст преведен на 3 за тебе познати јазици. Треба да најдете текст на интернет. Имаме често вакви текстови кои што се преведени на повеќе јазици. Конкретно македонски, српски и англиски јазик. Нека биде тоа текст од книга, нека биде поезија или што и да е. Ги спомнав овие јазици бидејќи често се познати за вас, но доколку познавате и други, подобро и за вас и за вашиот професор. Во тие текстови треба да ги пронајдете заедничките карактеристики, па да видиме каде и колку имаме софаѓања. Доволно беше за денес, часот го завршуваме со една песна од Ацо Шопов. Ке те сретнам по многу лета, по многу премрежи дни. Снежен повид в коси ке ми цвета, снежно бела ке бидеш и ти. Без возбуда, без болка, без трепет ке ме плисне твојот леден сјај и срцето завеано в пепел рамнодушно ке прошепне крај. Сал може би на лицето бледо горшлив осмев ке се јави пак, на чувствата изгаснати сведок, на страстите истлејани знак. Ви благодарам, имајте убав ден.